Врсничкото насилство не е непозната тема, меѓутоа изминатиот период сведочиме на интензитет кој што зема се поголеми димензии. Тука се и социјалните медиуми, меѓутоа колку се тие клучен фактор наспроти образовниот процес. Каде се тука родителите и зошто е важно оваа тема да биде постојано во етерот на медиумите, меѓутоа и како можеме да се справиме со оваа димензија на врсничко насилство која што се појавува изминатиот период во Македонија. Разговараме со Жарко Змјанац, кој што е веде директор на Меѓаш, првата детска амбасада. Господине Жарко, начнав ја во мојата најава зашто конкретно ќе разговараме. На што се должи оваа димензија на, ја така ја викам, на појава на врсничко насилство, особено кај најмалите. Гледаме дека се присутно и во нивните ранци, наместо тетрадки, замените се со некој вид ладно оружје, ножеви, боксирачи и така натаму. Да, сега се поврзувате со актуелната тема со последниот вид на врсничко насилство во едно од училиштата од Скопје. За жал, врсничкото насилство не е нешто ново. Тоа е нешто што во континуитет го има и го имало. Она што можеби е ново е лесната достапност од децата и младите на социјалните мрежи, каде што многу лесно и брзо се доаѓа до информација дека се случил одреден тип на насилство. Јавноста многу брзо ги дознава настаните кои се случуваат во училиштата во многу поголем обем од порано. Не дека порано сме немале врсничко насилство. Формата на врсничко насилство се менува. Доколку порано имавме физичко насилство, психичко насилство, вербално насилство, во денешно време многу поактуелно станува дигиталното насилство, каде што не само што се преминува преку социјалните мрежи на вршење на насилство, туку и оние примери на физичко, вербално и психичко насилство се споделуваат и на социјалните мрежи, каде дополнително се прави притисок и злоупотреба на жртвата на насилството без разлика од каков облик е. Она што можеме да кажеме во однос на следењето на типовите на насилство и проблемите со кои што се соочуваат децата и младите, нашата линија при Меѓаш и Ало Бушавко е линија за поддршка на секаков тип на проблеми со кои се соочуваат младите и меѓу другите поактуелни проблеми е и врсничкото насилство. Преку проектот промоција на безбедна училишна средина, 4 граѓански организации, меѓу кои и првата детска амбасада Меѓаши, исто така и коалиција сега, Смартап лабораторија за социјални иновации, Македонскиот центар за граѓанско образование со поддршка на детската фондација Песталоци, работиме на еден холистички пристап, односно целокупен пристап, целосен опфат на училишната средина преку механизмите, политиките кои се спроведуваат во училиштата и јакнење на капацитетите на стручните служби и наставниците во училиштата во препознавање и исправување со насилството. Исто така и со самите ученици работиме на јакнење на нивните капацитети, односно свест во однос на препознавање и превенција на насилството. Бидејќи најчесто кога ќе ни се случи одреден тип на насилство во училиштата, се очекува дека секогаш наставниците и стручните служби се тие кои се одговорни, меѓутоа не можеме да заборавиме дека родителите исто така имаат огромна одговорност и покрај тоа што не се они присутни во училиштето, меѓутоа преку своите деца, преку нивните деца и нивните семејни начини на однесување, код на однесување, вредности кои ги носат, се пренесуваат во училишната средина и можете како да влијаат и покрај сите напори на училишниот кадар, сето тоа да го изменаџираат на соодветен начин. И дополнително би кажал дека моќта на учениците е огромна и се обидуваме тоа да им го дадеме на знаење, да влијаеме и на нивната самодоверба, дека и они самите може да влијаат во креирање на таа безбедна училишна средина. Да, повелете. Не би да бараме виновници кој е виновникот. Најчесто се посегнува дека најголем условно речено виновник е наставникот. Меѓутоа, наставникот го нема онај механизам повеќе воспитна мерка, која што некогаш можеби била присутна, можеби давала резултати, меѓутоа и самите го начнавте тоа дека меѓу другото, повторно ќе кажам, не бараме виновник, меѓутоа родителите би требало да бидат клучната алка во справувањето со евентуално забележување на некакво
агресивно однесување на своите деца, кои што потоа влегуваат во училишните клупи и во ера на дигитализација знаеме што се ни стои на располагање, меѓутоа како еден наставник да препознае дека одредено дете во класот изразува некакви негативни и агресивни елементи кои што можат да доведат. При тоа знаеме дека многу од наставниците се соочуваат со оној проблем дека многу од родителите сакајќи да овозможат на своето дете задоволство, го забораваат моментот дека со неприменување на соодветни воспитни мерки, како дома, така и во училиште, се доведуваме во една ситуација каде што детето посегнува кон неговиот соученик. Значи, и претходно спомнав, не би одвојувал и не би набедувал никого конкретно, од причина што секој случај е посебен случај и секој случај треба да се пристапи посебно, со посебно внимание и да се утврдат причините. Значи, многу е лесно кога би кажале наставниците се криви, родителите се криви. Значи, секој со својата улога носи одредена одговорност. Најчесто и едните и другите си ја префрлаат одговорноста едни на други, меѓутоа не можеме да продолжиме така. Едноставно одговорноста во однос на децата и младите треба да биде споделена од сите. Тие не растат ниту изолирано во семејството само, ниту изолирано само во училиштето. Едноставно имаат многу средини во кои се движат, секоја средина има своја улога во нивниот раст и развој и во постапките кои можеме да ги забележиме. За жал имаме многу негативни случувања во последно време на врсничко насилство. Тоа се должи на многу различни причини, меѓу кои секако е и времето поминато во дигиталниот простор, на социјалните мрежи. За жал забележуваме с големен број на часови кои младите и децата го поминуваат на интернет. Нели има актуелно и петицијата која се бара граѓаните да ја потпишат за укинување, односно ограничување на пристапот на децата до 16 години на интернет. Она што за нас е важно е тоа што родителите во секое време можат да го направат тоа ограничување. Има посебни апликации преку кои може да ги следат и часовите кои децата ги поминуваат на дигиталниот уред и апликациите кои ги користат. Меѓутоа, ние сме главно се стремиме да им дадеме на знање на родителите за нивната улога во квалитетна комуникација. Значи, во денешно време, за жал, ниту родителите имаат доволно време да посветат со нивните деца. И најчесто се работи за различен пристап на воспитување, односно едно збориме, а друго правиме, во смисла родителите коректно ги воспитуваат децата, дека не е во ред да седат толку многу време на мобилен телефон, дека треба да се социјализираат, да се дружат со нивните врсници. Меѓутоа, во пракса родителите покажуваат тие самите како користат многу од нивното време на социјални медиуми и на дигитални уреди. Така да, ако едно збориме, а во пракса покажуваме друго, создаваме конфузија. Едноставно мораме да бидеме доследни на тоа што го збориме и во пракса да го применуваме, односно да бидат родителите пример за нивните деца. Исто и со училишната средина, исто и со соработката со стручните служби и со наставниците. Имаме голем број на родители кои многу тешко можат стручните служби и наставниците да ги обезбедат во училиште на средбите со родители или на родителските средби. Значи, преку проектов имаме средби со родители кои ги организираме како дел од проектот промоција на безбедна училишна средина, каде целта е баш таа, да се разговара на различни теми, структурирано, поврзани меѓу другото и со насилството, видовите на насилство, и што е тоа што какви предизвици имаат младите во училишната средина. Исто така се обидуваме да ги унапредиме механизмите за ученичко учество. Многу е важно учениците покрај нивното редовно следење на наставата да имаат и активности кои ќе бидат вон таа настава, кои ќе бидат насочени кон превенција, препознавање на насилство, други теми од интерес на учениците. Овој проект тоа и во суштина го налага, тоест го работи. Имаме ученички иницијативи преку проектот каде што се мотивираат младите да вложат одредени средства во некои активности кои се од нивен интерес. Имаме училишта каде што младите креираат подкаст емисии, своји соби адаптираат за состаноци, за истражувања. Значи, многу иницијативи во насока на интересите на младите, каде што можат вон наставата да се дружат или доколку имаат меѓу наставата, меѓу некои часови слободно време, да може во таа просторија
да го поминат за нивни активности од нивен интерес. Го споменавте самите тоа во вашето излагање, дека тоа што децата го манифестираат во најголем случај како резултат на тоа што во домашното обкружување им се случува, па некако тоа се одразува и во училишните клупи. И сега, оној момент, колку и да сме со либерални погледи, и кога зборуваме за ограничување на социјалните медиуми, иако тоа не е фундаментално право, може да се ограничи, меѓутоа треба да е законски, како викаат правниците, пропорционално, колку тоа навистина ќе вроде, бидејќи Министерството за образование и наука заедно со Министерството за дигитализација прави напори некако тоа да го успостави како систем, меѓутоа надвор од училишните клуби ниту една институција не може да го регулира. Ние имаме Wi-Fi зони слободни, каде што тоа дете кој што има најновите технологии при раце, повторно ќе дојде до тој момент на таа дигитална ера. Значи, вака, јас следново би го кажал. Значи, родителите, ако не самите деца, и самите родители, им овозможуваат пристап на деца и под границата која е веќе обезбедена од апликациите, самите апликации пропишуваат дека по 13 години, да речеме, не би требало децата да имаат пристап на тие мрежи. Значи, има одредени ограничувања кои и самите родители се во поддршка на децата, од причина што целото општество, сите деца ги користат тие социјални медиуми. Значи, прво, треба родителите да бидат тие кои ќе ги создадат тие граници. Едноставно, создавањето на граници, особено во дигиталниот простор, не е нешто што е контрапродуктивно за детскиот раст и развој, баш напротив. Секој родител треба да процени доколку детето користи социјални мрежи, дали и во каква мера треба да дозволи пристап до тие социјални мрежи. Имаме еден проблем, значи збориме за ограничување на пристапот до апликации за деца до 16 години. Значи, по мене лично таа граница е многу висока. Ние да започнеме со применување на оние веќе пропишани граници, значи како родители да им ограничиме на децата пристап. Колку часови може да имаат пристап на интернет? На помладите поготово, на 14 и 14 години. Тука родителите треба да имаат увид колкаво е времето што го поминуваат децата на социјални мрежи, со кого комуницираат на социјални мрежи. Имаме предатори на социјалните мрежи, имаме дигитално насилство, груминг, значи има типови на насилство каде што децата може да бидат жртви. Едноставно родителот мора да биде присутен постојано и да го следи тој пристап до интернет на каков начин се одвива. Значи родителот треба да даде насоки на детето, доколку да речеме, успееме да воспоставиме одредени граници во однос на користењето како родители со децата и понатаму ни се случуваат несакани настани кои сметаме дека се како резултат на ваквиот неодговорен пристап, начин на користење на уредите, тогаш да разговараме и за зголемување на таа граница. Бидејќи се јави ова како иницијатива во општеството, по мене треба да се дискутира, треба да има јавни дискусии, едноставно има аргументи зошто да и зошто не. Значи се што се јавува како дилема, каде што има поголем број на граѓани кои се сложуваат, секако дека треба да се разгледа од повеќе агли и повеќе страни да се одреди што е најдобро. Од она што го гледаме тоа како тематски предлоги кои што ги имате, како меѓаше се справува со една ваква состојба, вие не е ова прв пат да зборувате јавно на оваа проблематика, меѓутоа повторно ќе кажам дека во овој момент ова добива едно пошироки размери заради актуелните случувања, меѓутоа како да им се укаже на деца, бидејќи тие се сепак на мала возраст, меѓутоа доволно се здраворазумни да ја сватат одредената порака дека социјалните мрежи би требало да се користат во сразмерно со нивната размисла. Се зборуваме, ве гледам дека имате практични искуства, придобивки и предизвици со модел на безбедна училишна средина. Како може да се постигне, бидејќи вие може да поставите и 10 наставници да бидат дежурни надвор, нели? Да. Во училиштето, меѓутоа детето ќе најде начин како да стане вербално агресивно. Имате и деца кои што се условно речено темпераментни, меѓутоа тој темперамент би требало некако да се сузбие, да интелектот да дојде до израз. Не треба темпераментот да се сузбие, треба да се насочи соодветно, би кажал. Значи, претходно исто спомнавте дека
децата агресивноста ја носат од домот во училиште. Има родители кои се чудат од каде нивното дете има такво однесување. Значи треба да ни биде јасно дека домашната средина е различна од училишната средина. Едноставно вредностите кои се применуваат во домот се целосно различни од тие во училишната средина. Таму имаме, да речеме, во едно оделение, во еден клас имаме 30 различни карактери кои се обидуваат да создадат некаква средина која ќе биде усогласена за сите. Често знае таа средина да биде несоодветна за голем број од децата, да се чувствуваат децата изолирано надвор од таа средина, неприфатени од таа средина. Значи има многу на што да се работи. Ние тоа го знаеме и преку проектот го адресираме, се обидуваме да ги унапредиме овие училишни средини преку сите активности кои ги имаме. Значи имаме работилници со наставници за препознавање и реакција во однос на насилството. Имавме работилници со стручните служби во училиштата, каде што на истите теми работивме, развивме прирачник, водич за родители, каде што ги објаснуваме родителските типови, каде што родителот може да направи интроспекција, анализа преку тие примери во водичот и да го препознае типот на родителство кое го применува. Ја и претходно го имам кажано, ова нема совршен родител. Меѓутоа има родители кои се обидуваат да направат повеќе од тоа што го прават и тоа е доволно. Значи самата желба да направиме повеќе во однос на нашите деца значи дека правиме нешто плюс. Сме согледале дека имаме одредени работи кои треба да ги унапредиме и во денешното време во кое живееме, каде што дигиталниот развој е на толкав степен стигнат, каде што трката по финансиски средства, обезбедување на квалитетен живот, исто така влијае многу на времето кои родителите го немаат, би кажал, веќе за своите деца, и тука е многу голем дел од проблемот, каде што нема суштински разговори во однос на многу важни теми, а дополнително се примерите. Да. Кога веќе сме кај родителите, би требало да обрнат внимание на своето дете, барем кога се враќа од училиште, да го седнат и да го прашат како се чувствуваш, што е денеска, она што ти било проблем во училиште, дали ти недостасува некоја лектира, дали на тоа треба да се обрне внимание, бидејќи се добива впечаток дека и тоа се испушта кај родителите. Не сум тој кој што би требало да им пресуди, меѓутоа би требало да биде некоја компонента дома. Да, исто како кај родителите, истото и во училишната средина имаме еден круг на родители и еден круг на наставници и стручни соработници кои многу одговорно и посветено си ја вршат својата работа. Значи тие се, да речам, и во преку проектов утврдуваме примери на училишта кои би можеле да бидат модел училишта за другите училишта, каде што стручните служби и наставниците стварно на едно повисоко ниво ги вршат своите должности. Истото и со родителите. Значи има родители кои се многу одговорни и посветени, и ја знаат нивната улога и важноста, и не можеме да ги генерализираме работите. Од таа причина кажувам дека и кај родителите, и кај наставниците, и кај стручните соработници има можности многу што да се подобри и унапреди. Едноставно, наместо да си ја префрлаат меѓу себе одговорноста, да си направат една самоанализа и својата одговорност да ја увидат нивното значење и дали можеби они има нешто што треба да унапредат. Зашто нема некој што е безгрешен, што не може нешто што е совршен, да кажам, па да, значи важно е да работиме на тоа која е нашата улога и што можеме ние да направиме во однос на креирање на безбедната училишна средина и добробит на децата и младите, поготово во денешно време на изолација и толкаво користење на социјални во толкав обем и со толку часови, ако не се лажам, со некои последни истражувања од 5 часови па повеќе децата не се на социјалните мрежи и на интернет и на други дигитални платформи. Зачудува и фактот што во Министерство за образование и наука пристигнале 34 пријави, меѓутоа ниту еден случај не е пријавен базиран на социјалните медиуми на интернет. Не би сакал да ги броиме сега случаите, нели, во статистика, меѓутоа прашање во ми е сосема за крај. Како можеме да им кажеме на најмладите кои што нели абсорбираат све што ќе видат, слушнат и така натаму, дека комуникацијата е суштинска, особено на релација родител, училиште и останати институции?
во однос на 34-те пријави, прво што ги спомнавте како пријави. Идејата на пријавите, како до МОН, така и до стручните служби во училиштето, се да се спречи понатамошен развој и манифестација на насилството на други нивоа. Значи, кога ќе ни се случи насилство физичко, психичко, вербално, да треба веднаш значи штом се забележи веднаш да се реагира и дури уште пред да се случи треба доколку се забележат одредени промени во однесувањето на децата и младите. Меѓутоа тие 34 пријави мене не ме загрижуваат. Штом стигнале како пријави, ние не сме ги дознале веројатно во јавноста како некои фрапантни случаи на дигитално и физичко насилство, како што имавме пример во Ѓорче Петров и како што имавме пример во последниот со нападот со нож. Значи, овие пријави, видете, во кој степен ќе се утврдат и ќе се најдат, значи, веднаш штом се забележат треба да се реагира. Некогаш порано ќе се забележат, некогаш подоцна. Меѓутоа, ако не се забележат и ако стигнат со толкав обем и таков интензитет како примеров во Ѓорче или сега со користењето на ладно оружје, тогаш најверојатно многу претходни можности и моменти за пријави биле пропуштени. И целата идеја е превентивно да се делува уште во почетните стадиуми кога ќе се забележат одредени психички и вербални начини на насилство, за да не дојдеме до ваков тип на насилство. Ви благодарам за одвоеното време, се надевам дека овој разговор ќе поттикне некаква понатамошна дискусија, особено кај оние кои што се најзасегнати, покрај најмладите, меѓутоа родителите, наставникот, педагошката служба и така натаму. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас.